Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Овие денови сме сведоци на една трагикомична ситуација која доби огромно медиумско внимание од граѓани, а посебно од граѓаните кои што се по националност македонци. Имено, сведоци сме на средбата на градоначалникот Коцевски и министерот за образование и наука Арбер Адеми, на која господинот Коцевски реагираше како да се наоѓа затекнат од некоја за него непозната ситуација. Ова очигледно е еден од филмските настапи на градоначалникот во кој глуми загриженост за граѓаните и функционирањето на општината. Глумец на функција градоначалник. Господине Коцевски, вие како една од клучните политички фигури во градот, бевте свесен што носи изгласувањето на законот за употреба на јазиците, за кој гласаше и вашиот соработник, господинот Панчи Иванов. Дури и кога организиравте парадоксални самоуништувачки забави во Младински, заскривајќи се за евроинтеграциите, бевте свесен која е цената што треба да ја плати народот за остварување на вашите хирои. Според нашите информации, двојазичноста сте ја ветувале на вашите посети во Бузалково и Сливник, иако ние, како ВМРО ДПМН, укажувавме дека со овој ваш план само ќе се уназади комуникацијата и односите помеѓу македонците и албанците во општина Велес, кои што живеат и соработуваат одлично. Унапредување на односите Коцевски се прави со инвестиции, со отварање на нови работни места, со градење на инфраструктура, а не со непромислени потези кои дополнително ќе иницираат нови проблеми во и така поларизираното општество. Сте ветувале, господине Коцевски, и сега нема причина за глумење и лутење, посебно не од некој совесен и пресметлив човек како што сте вие. Вистината е друга, господине Коцевски. Народот ви го сврте грбот. Тонете во жива песок со вашите погубни политики, што впрочем се види и на референдумот, на кој имавте поддршка од само 27% од гласачите од Велес, или во бројки изразено намалување за цели 3500 гласови за една година. Па сега се гребчите за да докачите некоја сламка за спас, за враќање на угледот и достоинството, кое што за волја на вистината го имавте и ви беа на завидно ниво пред година и половина. Господине Коцевски, сепак ВМРО ДПМН како општествено одговорна партија и ние како дел од неа, и во насока на вашето штедење и секако почитување на законите, доколку имате потреба ќе ви помогнеме колку што можеме, а можеме да ви понудиме македонско-албански речник кој ќе ви послужи во понатамошната комуникација. Можете, учејќи, да ги избегнете најавените казни од 5000 евра за неговорење на официјалниот јазик на нашата држава. Ви благодариме.